Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Аниса Ејуп Бекировиќ. Аниса Ејуп Бекировиќ, па и не знам како да ја најавам. Ајде да пробам вака во неколку зборови што се вели на памет, не познавајќи ја пред овој момент во ова студио на Цивил Медија. Личност, жена, мајка, хуманистка, борец и писателка, активистка со енергична посветеност на децата, особено на децата со понагласена социјална потреба и посебно со децата со аутизам. И дипломиран професор по македонски јазик и литература, лектор, магистер на менеджмент, на човечки ресурси, специјален едукатор и рехабилитатор. Во дистрикт ни доаѓа од Хамбург, Сојузна република Германија, поводот по претходната Јас и аутизмот, промоција на незината нова книга Не викајте ме аутист, моето име е Адам. За ова и за уште понешто за неа, за незините мајчински, едукативни, хуманитарни посветености, ќе ни раскаже во ова интервју. Аниса Ејуп Бекировиќ, добре дојдовте во дистрикт на Цивил прес студио. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и сметам дека сте вистинската емисија и вистинскиот новинар, кој што верувам дека ќе го излече се тоа значајно од нашиот разговор, за да ја појасниме мојата мисија, која што не по своја желба ја одбрав во овој живот, тука едноставно ми дојде некако наметнато, но сепак со сета љубов ја прифатив. Така, да бев јас темата на оваа емисија, ќе ви дозволев уште да зборувате, но сепак ова е ваша привилегија. Ајде за гледачите на Дистрикт, не сте познати во најшироката јавност, да кажам. Еве и ова може би можност, уште некој обожавател или поклоник на вашите активности и на вашите, како да кажам, творечки пориви. Која е Аниса Ејуп Бекировиќ? Од каде сте растеле, каде сте играле, каде сте се школувале, што работите, што учевте, што завршивте? Родена сум во Црна Гора, во Биело поле, односно во селото Кукуле. На 2-годишна возраст одена сум во Скопје, бидејќи мојот татко тука има завршено средно градежно училиште и потоа некако тоа се наметна како традиција во нашето семејство. Мојот брат заврши средно градежно, јас, сестра ми некако ја прекрши традицијата и заврши средно медицинско училиште. Но мојата желба секогаш беа книгите и јазикот, затоа се запишав на студии за македонски јазик, јужнословенски јазици и книжевност, кои што нормално ги завршив. Потоа магистрирав на менеджмент на човекови ресурси при Филозофски факултет. Завршив се така испит за лектор и нормално поради потребите околу мојот син завршив едногодишни дефектолошки студии со цел да имам пристап повеќе до световна литература која што сметав во тоа време дека може да ми даде некакви си одговори. Но со тек на времето, за жал, сватив дека науката како наука нема одговор за аутизмот и дека одговорот се наоѓа во секој еден од нас, затоа што сите овие личности се приказан самите за себе, како и секој од нас, нели? Така, бидејќи навлеговте веќе во темата, јас планирав малку подолу да прозбориме, но добро ја представивте, спомнавте и поради детето и така натаму. Ви имате син со аутизам. Да, и тоа е едно од моите најдраги еден од главните мотиви за овие ваши активности и е тема на сега вашите две книги посветени токму на аутизмот, низ примерот личен од дома на вашиот син. Јас ќе ве вратам сега во Хамбург. Нешто истргнав малку од вашата биографија, бидејќи ништо не знае за вас. И вие доаѓате од таму, веќе сте 3-4 години наставник по македонски јазик на деца македончиња на наши селеници. Што е тоа? Објасните малку, колку време работа, знаат ли македонски децата, која генерација се веќе таму, што учите, што работите? Тоа е, да речеме, не е проект, туку е активност која што ја спроведува нашето Министерство за образование и наука. Тоа е веќе долгогодишна традиција, уште од времето на поранешна Југославија, каде што се испраќаат наставници за реализација на настава на мајчин јазик. Значи, не е само на македонски јазик, туку тоа е еден сублимат од повеќе предмети во едно
и каде што децата на нашите иселеници, без разлика дали се со траен престој или пак се со привремен престој, имаат можност без никаква надоплата да ги посетуваат овие часови. Целта која е? Да не си го заборават печениот јазик, веројатно? Целта е да се остане поврзан со татковината, да се сочува мечениот јазик, традиција и култура. И како го владеат? Па имаме, да речем, имаше една многу смешна анегдота, ако имаме време да ја раскажем, да на почетокот за да видам нели какви се нивните признања, за да знам во која насока да ја одвивам наставата. Ги прашав дали некој од вас знае кој е крале Марко и никој не реагира. Едно девојче крива срамежливо рака и вели јас знам. Велам повели, кажи кој е крале Марко? Пиво. Да, моето клучно прашање е што работат нивните родители? Ја претпоставам дека се така ангажирани со работа, со потреба од екзистенција за работувачка, но нели зборуваат дома на македонски јазик? Па видите, ние веќе имаме таму трета генерација, па и трета, четврта, така имаме многу мешани бракови, така што значи тие повеќе некако доаѓа до губење на познавањето на јазикот, особено со тоа што овие деца навистина се многу обременети со секојдневни задачи и најверојатно поради тоа се ова таа некоја си да речеме оскудност во познавањето на мачениот јазик, но љубовта и желбата да се изучува јазикот е голема и овие родители навистина се за пофалба затоа што по напорниот работен ден ги взимаат децата и ги носат на настава, што често пати парува дополнителен напор. Не ве прашав на почетокот, Аниса има некакво значење името во... Да. Моето значење, значењето на моето име е со арапско потекло и значи во другарка, колешка, пријателка, господја, дама, жена во еден, сето тоа во едно. Фино, јас и аутизмот е вашето прво, како да го наречам, литературно, стручно литературно, имате ли дефиниција, вие помогнете? Не е стручно. Во предговорот кажувам дека значи книгата не се базира на никакви научни истражувања, а напротив, јас го представувам научното истражување затоа што јас како мајка на дете со аутизам, со кое што живеам 24 часа, имам поголема веродостојност и тежина отколку кое било научно истражување кое нормално е временски ограничено. Добро, што беше мотивот тоа да го ставите вашето секојдневие на хартија? Па аутизмот како релативно нов поим во научната терминологија се уште представува голема непознаница и луѓето не знаат ниту како да се справуваат со него, ниту пак докторите знаат на некој начин да дадат поддршка на овие семејства. Да речеме во Америка доколку сте родител на дете со посебни потреби, имате задолжително посетување на психијатар, односно психолог, со цел за надминување на оваа тешка емоционална состојба која што родителите доживуваат. Кај нас тоа воопшто го нема и голем број од овие родители едноставно никогаш не излегуваат од онаа прва фаза на очај, бес, лутина, па дури и омраза кон судбината, кон животот, кон Бога, кон сето околу нив и сакам да помогнам затоа што јас ги поминав сите тие фази додека не дојде до оној момент кога сватив дека само доколку јас сум срекна и моето дете ќе биде срекно, а дека Адам има правото да биде среќен и да живее достоинствено. Адам е името на вашиот син. Да. Затоа ќе позборуваме малку подолу за втората книга, но јас нешто да речем, кога спомнав терминот стручна, малку и поднаучив. Таму во таа книга зборувате за разни видови аутизам, разни степени или како ќе ги наречам, на функционален, помалку функционален, нефункционален, како што е Адам, предпоставувам. Ајде да ни опишете, не знам, еден ден, еден сегмент од вашето секојдневие со Адам дома. Како оди комуникацијата на едно дете со аутизам, како вие го нарековте, нефункционален аутизам? Така, нискофункционален аутизам. Или нискофункционален. Најчесто кај овие лица се имаме отсуство на говор. Значи, Адам не зборува воопшто. И сега, колку илустративен пример, Адам е висок 15 години и е висок 2 метра, многу високо, стројно момче, убаво, здраво, право. Но неговиот мозок се наоѓа во таа некоја си своја аутистична состојба и тоа е нормално свртен кон самиот себе си. Односно, единствено функционира на тој начин да ги задоволува своите потреби
без намера некого да го повреди, навреди или оштети, но при тоа значи не водејќи сметка за туѓите емоции или туѓите потреби. Да речеме Адам Сабали кога ќе стане, тоа често пати се случува во 6 часот, и да речеме една година, повеќе години беа кога јас мора во 5 часот да станам, бидејќи Адам тогаш стануваше, кога Адам ќе стане, сите ние што живееме со него во тој момент мора да станат. Затоа што тој оди од соба во соба, лупа со врата и бидејќи не зборува и преку тоа значи работава, морате да станете, јас сум станат. И од кога ќе станеме... Има потреба од комуникација, значи реагира. Адам има потреба од комуникација, но исто така има неверојатен сенс кој го прифаќа, кој не го прифаќа. Не приоѓа до оние личности кои што не го прифаќаат и едноставно си има свои посебни знаци со кои што да речеме кажува што сака, иако јас многу секогаш го разбирам што сака да каже, бидејќи нели како мајка тоа мора да го едноставно природно е. Може да се каже дека генерално инстинктивно реагира детето и да. На нему сличните. Точно така, да речеме Адам е во состојба 24 часа доколку не го прекинете да се движи од едниот крај на ходникот до другиот, односно тоа не е движење, туку тоа е наскокање како на налик на малите деца кои скокаат од една нога на друга нога, ама при тоа е 2 метра висок и секогаш имам страв дека со главата ќе удри во таванот горе и често пати нашата зграда знае дори онака имаме некои си вибрации. Сега ние дека нели сме во Германија, ги има неколку пати имам звонето како комшиите, со цел да им објаснам нели зашто станува збор. Има разбирање. Морам да ги пофалам на вистина, дури и онака како ништо не сме слушнале, а и да сме слушнале, ние мораме да научиме да живееме со Адам. Практично ми го земавте прашањето како реагираат институциите. Сега сте во Германија, сакам да прашам како реагираат овдешните нашиве институции, кога Адам беше помал, кога живеевте тука. А како реагираат германските институции, да речем, реагираат? Така. За жал, нашиот систем се уште нема развилен никаква поддршка и ниту пак никакви си методи, никакви си инструменти, ресурси за помош на овие лица или едноставно да ги интегрираат во општеството. Тоа се сега постојат некои мали ситни чекори кои што се само некако обид како да ставаме фластер на рана, ама не ја лечиме ние раната. Или како да речеме фасадата не ја стругаме целосно па да ја премачкаме, туку ние само залепуваме, преправуваме онаму каде што имаме нанесено штета. Јас имам среќата да имате искуство, значи од Германија, од еден голем град како што е Хамбург. Како реагира порано нашите соседи овде, условно нашите во Македонија? Не само во зградата, но генерално излегувате надвор, шетате со детето и така страшно, во втората книга се дистанцираат. Да, значи повеќето се дистанцираат и секогаш имате таа, значи сам многу пати луѓето умеат да кажат дури као не зборува, има аутизам, штета, многу е убав. Сега јас знам дека тоа навистина не е кажано со нека лоша намера, но тоа се реченици. Тоа штета пречи, да. Да, штета, тоа боли и затоа Добро, од кој материјал сте вие, а не се составени вака да ќе употребе, ќе ми простите груб термин, ладнокрвно, но многу самосвесно, стабилно, елегантно и цврсто. Која сте вие всушност? 50% соништа, 50% упорност и неоткажување. Многу сум упорна, не се откажувам никогаш. Моја девиза е дека само смртта е непобедлива, се друго е победливо. Добро, и мајка е мајка? Мајка е мајка и ако треба јас ќе го носам Адам на раце, ќе ни цел свет ќе пешке продам, ама за него чаре ќе најдам. А чарето е само тоа, да има среќен и достоинствен живот. Јас сум свесна дека Адам ќе биде секогаш ниско функционален, зависен од другите и дека секогаш ќе има потреба од поддршка. Мој единствен проблем беше на кого ќе го оставам по мојата смрт. Затоа што во една ситуација во животот се соочив по раѓањето на мојот втор син, има проблем со очниот нерв и докторите се сомневаат дека имам или тумор на мозок или пак дека имам мултипла склероза. И тоа ви е, значи, онака, не знаете што е полошо, што е подобро. Во тој случај ми пролета таа мисла што ќе правам сега кога ми се случи нешто што ќе прават моите синови без мене. Но на крај среќа испада дека не знаат докторите што се случило, имало некои оштетување, но не ниту едната ниту другата дијагноза.
Во тој миг донесов одлука дека јас морам да заминам во општество кое што има, значи кое што цврсто ќе го прифати Адам и каде што Адам јас ќе дам дека и по мојата смрт ќе има среќен и достоинствен живот. Ајде да ја вратиме ведрината сега малку во емисијата. Ќе има веројатно можност со мене или со други мои колеги по други медиуми да раскажувате уште за вашата животна приказна и не само приказна, туку за вашата животна активност. Вчера денеска ја промовиравте и вашата втора книга, Не ме викајте аутист, зошто тој дел од моето име Адам, нели? Спомнав на почетокот, зошто не ме викајте аутист? Тоа на Адам, ако добро ве разбирав, не му пречи, бидејќи нема контакт со тој тип, тоа пречи на Аниса, Така? пречи на воопшто како социолошка појава во нашата вербална комуникација на луѓето, мислам. Па не, јас лично тоа го сметам. Која ви е пораката всушност во Пораката е насловот? дека никој нема право да озема нечи идентитет. И неговото име е Адам и тоа е неговиот идентитет. Тоа е Адам, син на Аниса, мајка Аниса, како што јас милувам да кажам. И јас тоа име сум го дала, не сум го дала со голема љубов и со голема надеж во тоа име. Тоа име го представува Адам. Адам, да, има аутизам, меѓутоа Адам не е аутизам, туку Адам е Адам. Личност која што има своји желби, своји потреби, се оно што го имаат и другите. И токму затоа е многу важно да не се одзема идентитетот на личностите. Исто како што ние другите луѓе не ги викаме секако по некои нивни одредени атрибути, туку ги викаме по името. Спомнавте на почетокот, јас прво морам да кажам дека таа првата книга, Јас и аутизмот, вие велите не е за никого наменета. Јас сепак лаички таму најдов елементи во кои вие практично е наменета за секого. И за деца со аутизам или за особи со аутизам во нечии семејства воопшто, кај максимално функционални семејства во однос на таа. Што е аутизмот, болест ли е, појава ли, што е, како може состојба, терминолошки го смета за состојба на умот и токму затоа нели се тврди дека не може да нема можност за лечење, бидејќи состојба не е болест. Не, оваа книга е вид мотивацијско читиво, односно лична исповед. Моја лична исповед е која што навистина, па не биде сега малку нескромно кажано, многумина важни личности во однос на нивниот кредибилитет ја потврдија важноста на оваа книга и квалитетот на книгата и дури многумина од нив сметаа дека книгата треба да биде како задолжително четиво, затоа што книгата навистина објаснува ни што се поменуваат родителите кои се сочуваат со без разлика која и да е дијагноза на сопственото дете. Дури продеканката на филозофски факултет, господја Наташа Стариноевска-Трајковска, мислам се извинам кога сгрешив презимето, ми пиша дека пофалби за четивото и дека ја препорачува книгата на своите студенти, токму од аспект да видат со каква мака се соочуваат родителите и да знаат како да им пристапат. Зборуваме за првата книга. За првата книга, да. Ајде вака сега да се вратиме на најновото дело, што го спомнав дека вчера денеска го промовиравте, вашата другарка или пријателка, соборец, хуманистка исто така како вас Маја Димитрова е вашиот подпирач овде во Македонија кога ќе дојдете, таа така конјунктурна ги турка работите за афирмација на овие ваши трудови на општо добро. Како поминавте на промоцијата? На промоцијата токму благодарение на Маја Димитрова и исто така и тука морам да истакнам и директорката на Националната галерија Дита Старова Ќерими, навистина помина, па можам да кажам како светски настан. Настан на кој што присуствуваше и првата наша дама, сопругата на нашиот председател, госпоѓа Елизабета Кирхиевска, министерката за труд и социјална политика, мислам дека беше председателката на комитетот за односи меѓу заедниците, госпоѓа Арбана Пашоли, и имавме исто така представник од Министерството за култура. Така што Добро, кој успеа да го собере овој државен ешелон и тоа во недела? Сите со заеднички сили.
дел на вистина, значи, но мислам целата тежина ја понесе токму Маја Димитрова. Ајде да се вратиме сега на содржината на книгата за нашите гледачи на Дистрикт. Опишете за поводот, за мотивот и што таа содржи внатре. Книгата составена од 21 кус расказ. Целно се одбрани да бидат напишани куси, затоа што нели во денешно време кога сме бомбардирани од голем број информации, особено по социјалните медиуми, луѓето се помалку сакаат да читаат. Првиот расказ или како може првиот дел да го наречем, ако добро сум запишал, денот кога Адам пристигна на нашата планета, до последниот збогување. Што има во првиот, во последниот и меѓу овие два дела? Што опишува Аниса? Сето е низ примерот на собственото дете? Да, значи сето тоа се 100% реални приказни, кои што ние ги доживеавме, реални емоции и реални решенија, бидејќи нели таму ми решени на ситуациите, каде што јас најмногу со најголема топлина се сеќавам на оној расказ каде што Адам го сретна председателот Глигоров, сега веќе покоен. Значи тој ја покажа и тогаш својата големина во при неговата средба со Адам, иако Адам на која возраст беше детето? Адам беше тогаш некаде 4 годишна возраст и Адам од секогаш бил многу убав, секогаш пленал со својата убавина и привлекувал внимание. И тоа се случи во градскиот трговски центар, нели се паркиравме ние на паркингот, во подземната гаража и тргнавме за да купува Адам алишта некои одредени. И како ние одевме нагоре, догледав позната личност, како се симнува надолу, тоа беше нашиот председател, кој што беше на вистина веќе истоштен, или неговите последни денови. Таму беше и неговиот кабинет во трговскиот центар, во една од кулите. Не го знаев. Таму веројатно и близината на таа средба. Да. И тој како се симнуваше по скалите, навистина беше многу тешко одеше тоа негово симнување. Да, и тој застана, го погледна, и му прушчи рака да го се поздрави, а Адам нормално се закикоти, бидејќи секогаш се кикоти, и јас како мајка нели Адам земи ја раката брзо, му ја оставив раката во неговата рака, нели као, затоа што јас секогаш сонував дека Адам бев убеден дека Адам ќе биде председател на Европска унија, имав големи планови за него. И кога председателот свати дека Адам не може да му возврати, само му рече: "Дедино, блажено среќен да си ми, ама така со еден таков толку топол глас, таква некоја си љубов, разбирање, поддршка што никогаш нема да можам да го заборавам тој глас." Толку години тоа го носевте во себе за да го истурите сега на страниците на ова ваша последна книга? Да, затоа што тоа се ретки се тие моменти каде што јас се сретнав со човечност во нашето досега. Ја читаме книгата, но ајде уште случка две од овие доживувања за гледачите на Дистрикт. Случка две, па еве, многу мина го сакаат расказот "Две тегли Еврокрем", каде што нели Адам аутизмот е секогаш пропратен со стереотипи, тоа значи дека се повторува едно исто движење постојано. И сега кај Адам, меѓу тие две стереотипи се случи да 2 години јаде исклучиво аргета, паштета и Еврокрем. Ништо друго не можеше да јаде. И ние тргнавме, значи, на логопед, јас застана во кам за да му купам вода, и тој посака да земе од теглите Еврокрем во кам, но тој никогаш еднаш земавме и не сакаше да го јаде тој нивниот Еврокрем што е бело кафено. И јас ги извадив теглите, ставав други продукти. Еврокрем и агрокрем нешто по продавници, да, ама тој ми ги Нутела беше оригиналот. Не, овие тогаш беше, оние германски, ама некако не беа вкусни, ни јас не ги сакам. И тој ми ги врати моите продукти, ги зел теглите. И нормално, нели, неколку пати ја повторуваме оваа случка, јас доаѓам на каса, одеднаш слушам некој кикотење, ама веднаш го познам неговото кикотење кога тој прави некоја глупост и кога е свесен дека ќе ме изиритира, ама сепак си го прави тоа своето. Се вртам и гледам дека во двете раце држи по една тегла Еврокрем. И му велам: "Адам, спушти ги теглите." И тој се кикоти: "Адам, спушти ги теглите сега веднаш." И тој не, јас се повторно, нели, да не викам: "Адам, спушти ги теглите." Меѓутоа тој како што се кикотеше, упаѓа едната тегла, и јас онака вригам веќе, мислам дека ушите ми свират, ама продолжувам повторно смирено. Адам врати ја теглата. И тој ки, и другата тегла му падна и се скрши. Отпор. Да. И јас онака гледам, вријам, ама се вртам и викам на продавачката: "Тивко,
ќе ве замолам, наплатете ги двете текли. И излегувам, и верувајте ми, навистина е тоа така, дека буквално ги чувствував погледите на луѓето, како ми го бодат грбот. Буквално онака чувствував како ми крвари грбот од нивните осудувачки погледи, дека нели моето дете е невоспитано, јас сум никаква мајка и така натаму. И небитно, ние продолживме, јас му реков, нормално по пат, не тава да смеш да го правиш, но ние утре ќе имаме нова лекција. И утре дента се враќаме повторно во истата продавница, Адам повторно се обидува, меѓутоа јас му дам, не може. И Адам многу добро знае кога јас сум навистина лута и кога навистина не може. И тој почна да цупка во место, да вриска, да писка, му реков, не може. И тој почна да ползи. Како што ползеше низ целиот камп ползи и сите луѓе буквално како во трнорушка застана, не мрдаат вкучаните и гледаш што се случува. И се јас нормално се изборувам на Адам, меѓутоа работава е зборам те Кирко, сети се снал, нема врска Адам, нема да добиеш рукрем, изчисти го целкам, меѓутоа нема да добиеш крем. А сите овие кои што слушаат и нема друга работа да прават, нека гледаат. Во истиот момент како да си направил и луѓето продолжи да си ги прават своите работи, но нормално дека имаше нели соклавање, мрдање, па онака во мајца. Добро, сега ќе погрешам можда во констатацијата, но Адам во тој момент пак покажал дека не е толку диско или нефункционален. Ама јас многу Ако ви праќа пораки што сака, што не сака, ако тера и не, ако покажува реол. Ама за своите базични потреби тој тука секогаш. Не, тука Адам е непогрешлив. Верувајте дека сега да скриете вие тука тегла Еврокрем или тоа што тој сака да го јаде, а не да може да е хамбургер. Не знам кај да е, тој ќе го најде. Ке ни раскажете можеби уште една приказ на две, имаме толку време, но ме интересира ова го раскажувате ли некому на некоја целна група, на други родители со деца со вакви потреби? Имате, организирате ли нешто да пренесете од ова што го ставате на хартија врз основа на вашето искуство и на други родители? Ова е повеќе наменета не толку за родителите, бидејќи сите ние го живееме тоа секојдневие, сега како што кажав, секој од нив е различен, секој од нив представува индивидуа за себе, има свои стереотипи. Да, но пленивте кога сега пред 30 секунди спомнавте дека не ви интересира средината како реагира. Да, ама дека сте го надминале тоа. Дека можете да се носите со тие ситуации во однос на постапките на вашето дете во било кои околности. Тоа сакав да го нагласам. Да. Може ли тоа секој да го прави? Не може. Имено? Не може. Тоа ги повредува родителите многу и затоа многу мина од нив одлучуваат да се повлечат од јавниот живот, да се повлечат сите оние социјални практично средината, социолошкиот амбиент не прифаќа секогаш такви какви што сме. Не прифаќа и нема сил, нема капацитет се уште. Не е тој капацитет се уште не е развиен, иако да речеме ние сега што току дојдовме од заедно со госпоѓа Маја Димитрова и со мојата другарка Лорита Трајковска, која што исто така беше на еден промоторките. Бевме на педагошки факултет и на дел од студентите, на каде што присуствува и секретарката и продеканката и одредени професори. И навистина, мислам, самите студенти беа многу тронати, целата просторија се обои со никаква емпатија, емоција, мислам, дури не можам да поверувам дека толку многу емоции се излеа. Но морам да ја пофалам, да речеме, во тој контекст и супругата на нашиот председател, госпоѓа Елизавета Резиската, вчера толку многу беше трогната, толку многу убаво се изрази, толку многу знаете како имате чувство кога некој ве гушнува онака чисто затоа што така треба, можеби протоколарно, или некој кога некој ве прегрнува, а тоа е со сите силна, сите емоција и ви кажува дека ви заблагодарува за едно ново искуство, за сите оние чувства што сте ги разбудиле кај личноста и кај просторијата, затоа што вчера сите забележаа дека иако можеби тоа траеше не помалку од час, но и просторијата беше преполна, имаме и при тој и деца, тишината беше постојана. Што вели последниот расказ Збогување? Збогување, последниот расказ, значи прво, нели започнува со шекспирската реченица на Шекспир, познатата нели оксиморонска разделбата е сладка тага. Оној стереотип кај општата популација што владее дека луѓето со лицата со аутизам не имаат емоции, дека се ладни,
Не е точно. Тие имаат, ама ги покажуваат на многу поинаков начин. И како Адам, нели, во тој момент кога неговиот нервен систем беше оптеретен при разделбата затоа што неговите татко остана тука, ние инаку сме разделени и јас живеам со моите два сина сама во Германија. И во моментот кога ние заминувавме таму, бидејќи тој имаше железна плочка на неговите патеки, контролорите беа толку нељубезни и толку непрофесионално пристапија кон него, како да е тој некој си најголем криминалец, иако им објаснив дека е само лице со аутизам и дека во ред ќе ги собаче патеките, ама бидејќи Адам мислеше дека тие му се радуваат и он околу нив скокаше и тие мислеа дека подвикнаа, значи го повишија тонот, на што остро им одговорив дека немаат право така да се однесуваат кон него и дека во спротивно ќе се жалам кај одговорните лица, односно кај нивниот шеф или командер. Но истото тоа се повтори, да речеме, на Хамбуршкиот аеродром. Повторно системот алармираше, нели, дека имаме плочка, но никој од нив не изреагира така. Го пуштија бидејќи видео дека нема никаква опасност од Адам и дека едноставно Адам е лице со посебни потреби и дека може слободно да помине. Така зборувавме на почетокот на емисијава за степенот на разликите на општата култура, посебно еве на државните институции и нивните представници, еве овде кај нас и во Германија. Жално е тоа, но ајде, еден ден може и ние малку ќе се европеизираме, идат нови генерации. Што е следното од Аниса Беќировиќ на што ќе стае меѓу две корици? Меѓу две корици, и па со темата аутизам, верувам дека ќе завршам. Средното ќе биде општа белетристика. Книга во која што ќе раскажувам за современите жени и нивниот начин на размислување. Велите, време е да креираме нов свет во кој сите ќе бидеме еднакви. Ако е тоа лајт мотивот за третата книга, можно ли е тоа воопшто? Или е преидеалистички? Сега спомнавте разликата на две општества и две институции. Да, можно е. Можно е само ако сите пристапуваме со љубов и со разум. Видете, во денешно време, кога сите наши активности, нели, ги оправдуваме онака судбински или дека како сака Господ, како вели Бог, како вели Аллах и така натаму, и од друга страна ние правиме најголемо богохулие, односно тие прават најголемо богохулие кога ги оспоруваат правата на лицата со посебни потреби, не сите оние кои што се различни, затоа што како што вели една англиска песна, Бог не може да сгреши, Бог секогаш прави совршени креации. Адам, јас верувам дека Адам и сите оние како него се пратени на оваа земја да шират љубов затоа што тие не знаат да мразат. Што и да им направите, тие секогаш ќе ви возвратат со најголема љубов и најголема доверба. Сега на вас останува гревот затоа што вие немате доверба и злоупотреби. На почетокот кога ве представував употребив термин борец, вие во оваа емисија само тоа го потврдивте. Што порачувате на родителите со деца како Адам, а што порачувате на институциите на државата, на системот и што воопшто на општеството? Па на родителите на децата како што е Адам, им порачувам дека онако што го кажав на почетокот исто, дека само среќен родител и задоволен родител може да има среќно и задоволно дете. И дека нашите деца имаат само еден живот и како таков мора да го направиме да бидат среќни и задоволни, но на начин на кој што тие тоа го можат. На нашето општество би му порачала дека треба да ги искористат сите можни ресурси, пред се човечки ресурси од оние лица кои што знаат како да се направат промените и да ги направиме промените, ама да бидат тие коренски, не да биде наканели прикрпување. И јас верувам дека ние имаме создадена веќе критична маса и дека можеме да го направиме тоа, но само треба некој да сака и да има желба да го направи. И за крај, упатени сте, што вели науката воопшто за аутизмот како состојба, рековте? Дека е трајна состојба, бидејќи како состојба немаме лек за аутизмот и ништо, дека едноставно аутизмот е... За причините се уште ништо не се знае, речиси. Тоа се многу теории. Од првата теорија дека имале мајка ладелник, односно фришитер, па дека мајката имала ладен однос со децата.
со детето, меѓутоа тоа е веќе одамна надминато, па потоа имаме вакцини, имаме нели штетните влијанија од околината, нели поради загатувањето доколку живеете во близина на бензинска, значи па вакцината особено МРП и така натаму. На крај нешто многу лично. Која од овие теории вас како се вели ве вади од такт, ве погодува, со која би се врзувале како некој непријател воопшто како мајка на Вселената? Да. Која е теорија што мислите дека можна е да е причината за аутизмот? Па теорија како можна за причина за аутизам е вакцината секако. Затоа мојот втор син не е вакциниран и навистина немаме никаков проблем и онака со целокупното здравје. Додека кај Адам по примањето на оваа вакцина се јави тоа отсуство на говор, се изгуби неговиот директен. На која возраст е таа вакцина примена? На 13 месеци. На 13 месеци сега, но како и да е, одамна го имам надминато тоа дека не е битно од што е и не е битно како е, битно е само да најдеме решение за подобар живот. Дистрикт Цил прес студио, Аниса Ејуп Бекировиќ, ви благодарам. Благодарам и вам.